Кое е значението на Христовото раѓање? Што значи за нас? Зошто е толку голем празник? Зошто го славиме толку? Зошто му даваме внимание? Христовото раѓање донесе надеж во земјата на смртната сенка. Надежта е многу важна. Без надеж нема живот. Некои живеат зашто се надеваат дека ќе дојдат подобри времења, оние што ја губат надеж од подобри времења немаат желба за живот. Некој човек патувал со брод, настапила бура, се кренали високи бранови и човекот добил морска болест. И некој од екипажот, сакајќи да го охрабри, да го смири, му рекол: Господине, знам дека ви е многу тешко, но не грижете се. Јас со години патувам, сум видел многу луѓе со морска болест, меѓутоа никој досега не умрел. Не е страшно, ќе помине. Патникот со пребледнато лице го погледнал и му рекол на морнарот: ве молам само, ова немојте да ми го кажете, зашто живеам со надежта дека еден ден се во ова ќе заврши. Живеам со надежта дека овој живот има крај. Некои живеат со надеж дека ќе заврши овој живот, некои живеат со надеж дека никогаш нема да дојде смртта и постојано ќе живеат. Во секој случај, надежта е она што го одржува човек во живот. Кога ја снема надежта, ја снемава и желбата за живот. Надежта не тера, надежта не поттикнува, не мотивира да одиме напред, дури и во проблемите. Надежта дека ќе заврши маката, дека ќе дојдат подобри времења, не одржуваат. Има еден човек по име Виктор Франклин, кој бил во нацистички логор и преживел. Кога завршила војната, станал лекар и бил поканат на некоја конференција да говори, и кога почнал да говори, им рекол на луѓето: знаете ли зошто останав жив? Знаете ли што беше она што ме охрабри, она што придонесе да преживеам? Рекол: надежта дека сето тоа ќе заврши. Прв пат им рекол на луѓето: стојам пред вас, прв пат ве гледам, меѓутоа оваа сцена ми се јавуваше во затворот безброј пати. Безброј пати застанував пред вас, говорејќи за тоа како сум го преживел овој ужас. Се надевав и во мислите постојано ми доаѓавте како копнеш, како надеж дека сето тоа ќе заврши и ќе бидам слободен. Надежта ме поттикнуваше, надежта ме донесе на крајот на сите овие ужаси. И навистина, кога човек ќе загуби надеж, ќе загуби и желба да живее. Може би епидемијата на безнадежност денес е причината за епидемија и на самоубиства. Според податоци од Светската здравствена организација, податоци од пред 10 години, бројот на самоубиства е поголем од бројот на жртви во војни и во убиства заедно. Велат дека секоја секунда човек се обидува во светот, секоја секунда некој се обидува да изврши самоубиство, а секој 30-35 секунди и се остварува намерата да се самоубие. Единствено, жртвите во сообраќајните несреќи се повеќе од жртвите во самоубиства. Ако мислите дека ситуацијата во Македонија поинаква, се лажете. Не се овие статистики само за скандинавските земји, за Финска и за некои такви. Просекот на самоубиства според жители во Македонија се доближува до светските просеци. Се повеќе луѓе и овдека ја губат желбата, надежта за нешто подобро, губат секаков копнеш за живење. И според различни истражувања, состојбата во Македонија е мизерна, според различни показатели. Прочитав на едно место
дека во родилните домови, во болниците каде што се раѓаат бебињата, треба да се напише онаа мисла што Данте Алигери ја запиша на вратата на пеколот во неговата трилогија за пеколот, чистилиштето и рајот. Таму на вратата на пеколот има напишено: откажи се од секаква надеж ти кој поминуваш низ оваа врата. И некој додал и вели, ова треба да се напише за бебињата кои се раѓаат во Македонија, да се откажат од секаква надеж оние што се раѓаат овдека. Во право ли се оние што размислуваат на таков начин? Мислам дека сите оние кои се откажале, сите оние кои загубиле надежта, ја загубиле бидејќи барале надеж на погрешно место. Единствената надеж која може да обстои, единствената надеж која може да крепи постојано во секое време, е надежта поставена на нешто сигурно. Надежта која е поставена на нешто постојано. Надеж која не може да се загуби. А единствената таква надеж е надежта во вечниот, самокниот Бог. И зошто Христовото раѓање е голем настан? Зошто вечниот, самокниот Бог се роди како бебе, стана еден од нас, живееше меѓу нас, за да донесе спасение на овој свет. Духот, Словото стана тело и заживее меѓу нас. Овој стих што беше кажан на крајот, што беше рецитиран од децата, е ветување за или пророштво за доаѓањето на Спасителот, за раѓањето на Христос. Дете ни се роди, син ни се даде. Власта е на раменјата негови и ќе го нарече чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Ова пророштво е дадено 700 години пред Христос да се роди. И е дадено во еден специфичен момент, во време кога евреите живеа во голема мака. 745 година пред Христос на асирискиот трон зацарува Тиглат Филесар III, најмокниот цар во асириската империја. Почнува освојувачки походи. Први за цел за освојување се народите од еврејското северно царство. Жителите секојдневно живеат во неизвестност. Дали, може би, токму тој ден нема да дојдат асириските војници и да им го исколат добитокот, да им ги убијат сопрузите на жените, да им ги земат децата во робство. Секој ден живееле во неизвестност, во страв. Почнале да ја губат надежта. И во такви времења е дадено оваа охрабрување, оваа пророштво за Месијата, за Спасителот кој ќе дојде и ќе ги избави. Еве што претходи во новија стихови што ги прочитавме. Во 9 глава, првите 5 стиха. Народот кој оди во темнина, ќе види голема светлина. Врз оние што живеат во земјата на смртната сенка, ќе блесне светлина. Ти ќе го умножиш народот, ќе ја зголемиш радоста негова. Тој ќе се весели пред тебе, како што се веселат за време на жетва, како што се радуваат при делење на плен, зашто јаремот кој му тежеше, и жезлот што го поразуваше, и стапот на неговиот угнетувач, ти ќе ги скршиш, зашто секоја војничка обувка, и во време на војна и облика, извалкани од крв, ќе бидат предадени на изгорување за храна на огнот. Народот што живее во смртната сенка ќе види светлина. Зошто? Зошто облеката натопена во крв, војничката чизма, сето тоа ќе биде фрлено како храна на огнот. Ова ветување, ова пророштво ги држеше луѓето со надеж дека ќе дојде избавителот. 700 години поминаа. Се редеа робствата едно по друго. Откако беше дадено ова ветување, Северното царство беше одведено во робство, куките им беа уништени. 100 години подоцна и Јудеја, Јужното царство, беше нападнато од Вавилон и уништено. Потоа следеа други робства. За да на крајот, после 700 години, дојде Спасителот, се роди. Меѓутоа, не како што очекуваа.
дојде едно бебе. Едно бебе кој зависеше од грижата на родителите. И тоа бебе кога порасна, не зеде оружје в рака, не зеде меч или нож, туку почна да проповеда чудна порака. Почна да им говори за тоа како треба да се молат за непријателите, како треба да ги љубат противниците, како треба злото да го уништуваат со добро, како на злото да одговараат со добро. Всушност, Месијата, Спасителот кој дојде да донесе царство на мир во срцата на луѓето. Спасителот дојде да донесе правда во човечката душа. Спасителот дојде да го реши коренот на сите проблеми. Проблемот со гревот, од кој доаѓа злобата, омразата, непријателството. Да го реши проблемот со смртта, кој обесмислува се. Господ Исус Христос проповедаше покаяние, кој носи спасение, кој носи ослободување на товарот од вината во душата. Христос проповедаше вечен живот и поинаку царство дова во кое живееме. Преку смртта и воскресението, тој го реши проблемот со најголемиот предизвик на човекот, проблемот со смртта. И треба да признаеме дека смртта е нашиот најголем непријател, зашто на крајот на краиштата во смртта се обесмислува. Колку и да се трудиме, што и да постигнеме, колку и да напреднеме, колку и да стекнеме, на крајот сите завршуваат на ист начин. Богатиот со големите богатства не може да се избави од смртта. Учениот, образованиот, мудриот не може да ја прелаже смртта. На крајот сите завршуваат на ист начин. И богатиот и бедниот, и мудриот и глупавиот, и царот и слугата. Сите завршуваат на ист начин. Господ Исус Христос дојде да го реши тој проблем. Вети вечно царство. Божјо царство во кое што смртта, болката, солзата не постои повеќе. Они кои веруваат во него живеат во мир и спокојство, зашто ги држи таа надеж. Како што евреите 700 години живеа со надеж дека робствата најпосле ќе престанат и ќе дојде Месијата. Така ние кои го имаме Христос во нас, ние кои веруваме во неговото раѓање, смрт и воскресение, очекаме неговото доаѓање. Ова што го вети Исаја за царот кој ќе царува со сила, за детето кој всушност е вечниот татко, силниот Бог, чудесниот советник, принцот на мирот, сите тие се божествени атрибути. Ке дојде на вистина како таков. Христос фрли уште поголема светлина на оваа пророштво на Исаја, кога вети дека тој ќе дојде и не само што ќе донесе царство на мир во срцата на луѓето, духовно царство на мир и правда. Тој ќе дојде и ќе донесе царство на физичка правда и мир. Тој ќе дојде како цар на царевите, како господар на господарите. Ќе го уништи злото и неправдата и ќе зацарува вечно царство на правда. Можеме ли да бидеме сигурни во тоа? Овие записи што ни ги дава евангелистот Лука се напишани по сите стандарди во тоа време или во денешно време на истражувачко новинарство. Но не се митови. Митовите се пишуваат на еден начин, историските документи на друг начин. Овие текстови ги носат сите знаци, печатот на оригинален запис или документ како на очевидец. На самиот почеток Лука вели дека го запишал она што го истражил, она што го чул од сведоци. Тој говори, тој раскажува една историја што ја чувме, која нема никакви шанси да стане голема приказна која ќе обстои во историјата. Се говори за сиромашни луѓе, Јосиф и Марија, кои дури не можеле да си најдат место, пристојно место за раѓање, за породување,
се говори за овчари. Најниската категорија на луѓе во тоа време. Во приказната имаме ликови кои во тоа време не значиле ништо. Зашто целта на евангелистот Лука не е да ни даде убава приказна која е осудена на успех на историјата, туку да ни представи оригинална историја, реална историја, која Бог ја прави голема низ историјата. Зашто е историја, божествена историја за божественото спасение. Христос дојде. Пророштвото, кое беше кажано 700 години пред првиот Божик, се исполни. И не само тоа од Исаја. Повеќе од 1000 пророштва во Стариот Завет до детал се исполнија во Христовото раѓање. Ситници се исполнети. Веројатноста за тоа е никак невозможна. Случајноста е невозможна. И ако се исполни пророштвото за Христовото доаѓање, за спасение на душите на луѓето, со сигурност ќе се исполни и пророштвото за неговото второ доаѓање, кога тој ќе дојде како моќен Бог, да зацарува со вечна правда на престолот на Давид, како што е кажано од Исаја. И тоа е причината за надеж. Луѓето ја губат надежта зашто ја полагаат на погрешни места. Некој човек, сиромашен човек, секој ден давал по 100 денари во кладилница и никогаш не добивал. И некој пријател го прашал: зошто се ги трошиш парите напрасно? Зошто кога немаш за леп даваш во кладилница? И човекот рекол: па 100 денари и не се кој знае колку пари да се купи човек малку надеж. Да, 100 денари не се многу пари за човек да се купи надеж, но каква надеж? На крајот на краиштата, дури и да земе пари и да му се вратат сите пари 100кратно што ги вложил, мислите ли дека навистина ќе има надеж? Сите нам ни не достигаат средства. Јас верувам дека секој од нас си мисли, ако уште толку имам, ќе решам многу проблеми и ќе живеам подобро. И да ги имаме и тие уште толку што ни фалат, верувајте, пак нема да имаме вистинска надеж. Пак ќе има многу нешта во животот кои ќе не кочат и ќе не крадат радоста. Единствената сигурна надеж е во Христос. Он е стабилен, семоќен Бог, кој не зависи од гласање, нема мандат, чишто владење не е ограничено. Никој не го поставува, никој не го симнува од престолот. Неговата власт не е ограничена. Не постојат магични средства, магични формули. Има луѓе кои ветуваат: јас имам начин како да се решат сите проблеми, ќе се помолам и утре веќе нема да има проблеми. Не е тоа така. Луѓето во древниот Израел чекаа 700 години на Месијата. Може има луѓе кои со години се борат со болест која ги измачува. Може би има луѓе кои со години се борат со празнината заради загубата на близниот човек. Може би има луѓе кои со години мачат со финансии. Може би има луѓе кои трпат болка заради предавство на близок човек. Нема едноставно решение за сите тие проблеми. Но има едно ветување од Бог. Ако се надеваме во неговата сила, во неговата љубов и добрина, ако ја положиме нашата надеж во него, ќе дојде ден кога светлината ќе ја растера сенката во земјата на смртната сенка. Ќе дојде време кога светлината ќе ја растера темнината. Ќе дојде време кога Бог ќе ја покаже својата сила. Секој што се надева на Бог го знае тоа во неговиот живот. И затоа Христовото раѓање е голем настан. Зашто со неговото раѓање дојде светлина во земјата на смртната сенка. Доаѓа со неговото раѓање светлина во животот на секој кој ја поставува својата надеж во него. Верата во Господ Исус Христос
дава поинаква перспектива во животот. Сите ние сме осудени на пат кој е незапирлив. Сите ние се движиме кон бездна, која на крајот завршува со темнина. Тој пат, тој тренд го променува само Господ Исус Христос. Падот надолу, тој го свртува кон возвишување во Божјото царство. Во животот со оној кој е чудесен советник, дава мудри совети во животот, вечниот татко кој покажува заштитничка грижа, постојано, за секогаш, принцот на мирот кој носи мир во срцата, кој не зависи од ништо, тој е семокниот Бог за кого ништо не е невозможно. Верувајте во Него, во Христос кој умре и воскресна за нас. И надеж што никогаш нема да изневери.